Помина речиси 12 години откако првпат ја посетив славна Дебрца, каде што ме пречекаа мештаните од славна Дебрца, кои ме прошетаа низ непрегледните славнодебрцки пасишта, планински и долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритниот сјај на славнодебрцката убавина, безпрекорно вткаена во верижните плакенско-илински и караормански планински венци, сончевите зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во Охридското езерско водно огледало, отсликувајќи го многовековното битисување, ми раскажаа за домаќинлакот на мештаните во Горна Дебрца, за некогашното полно средсело со народ во селата во Долна Дебрца и за се она што е знаено и незнаено во славно Дебрцкава регија. Помина речиси неполни 2-3 месеци од нашата средба со Милчо Јосифовски во селото Оровник, на сам ден на патрониот празник на манастирот Света Петка Римјанка, а воедно и на селото Оровник, каде што направив документарен видеозапис за патрониот празник на селото, кога ми задзвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Милчо Јосифовски, кој ми велеше: "Почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Милчо Јосифовски од селото Оровник, човекот кој ви беше домаќин во манастирот Света Петка Римјанка, кога ја снимавте документарната репортажа за манастирот", ми рече. "Се сеќавам, можне добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на Сдруженијето на пензионерите за Охрид и Дебрца ве покануваме да ни дојдете на гости на нашето пензионерско дружење, кое ќе се одржи деновиве во манастирот Света Петка Римјанка, да направиш едно убаво слико, онака како што ти умееш и да го насликаш. "Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање", ми рече. "Кажи им на пензионерите, на Сдруженијето дека ќе дојдам во Оровник", упорачав. Ќе им кажам. Голем мерак ми направи Зоране, мощен голем мерак, ќе им кажам уште сега", со радост одговори Милчо Јосифовски. На пат за Оровник, поточно речено во правец на манастирот Света Петка Римјанка, од Скопската автобуска станица тргнав со првиот автобус, кој според возниот ред секое утро поаѓаше во 5 часот и 30 минути во правец на Струга и по речиси неполни 2 часа и 30 минути кај автобуската постојка Оровник го замоли возачот малку да застане, да завлече. Шоферот кој го возеше реизот ме послуша, завлече, застана, слегов. По краткиот престој на местото каде што ме остави реизот, тргнав пешки по асфалтираното криволесто Оровничко џаде, кое ме донесе до Оровничкото средсело, каде што ме пречека Милчо Јосифовски и заедно со него набрзо пристигналме во манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка, кој високо се издигаше во Оровничката планина, свиен во орловско гнездо, кој раскошно блескотеше по зраците на Оровничкото утринско сонце. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи го манастирскиот комплекс Света Петка Римјанка, ја навестуваа празничната атмосфера, а како од градот Охрид и од неговите приградски населби, така и од селските населби од славна Дебрца, како бисер гердан се заради народ во подминати години во правец на манастирот. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ.
Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија е невладина, неполитичка, мултиетничка асоцијација во која членуваат 53 сдруженија на пензионери, доброволно здружени заради заштита и унапредување на заедничките цели и интереси на корисниците на пензија во Република Македонија, за поцелосно и единствено залагање за остварување на правата од пензијско и инвалидско осигурување, за поквалитетна здравствена заштита, за унапредување на културните, спортските и хуманитарните потреби на пензионерите. Донесувањето на Законот за пензионирање во 1946 година условило да бидат регистрирани околу 2600 пензионери и овозможило да започне и пензионерското организирање во тогашната Народна Република Македонија. Во тие рани почетоци, своите активности пензионерите ги остварувале во рамките на други здруженија, за да по одреден временски период си формираат и свое здружение. Во вистинска смисла на зборот, Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија се формира на 27 април 1971 година. Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија го сочинуваат 450 пензионерски клубови, распоредени како во урбаните, така и во руралните населени места. Во 1949 година од страна на неколку пензионери од Охрид, меѓу кои Кипро Илиевски, Илија Царцаровски, Сандре Голабовски и Ставре Шибаковски, на 20 мај истата година се договориле да формираат Сдружение на пензионери по примерот на Републичкото здружение во Скопје од 1946 година. Во почетокот оваа иницијатива ја прифатиле 50 на пензионери од Охрид. Првите состаноци се одржувале во приватни куќи, а потоа е обезбедена работна просторија во основното училиште Братство и единство. Од зачуваните архивски документи, Сдруженијето на пензионерите за Охрид и околија Охридска официјално е формирано на 20 јуни 1950 година. Првиот председател на Охридското здружение на пензионери е Кипро Илиевски, по потекло од селото Жбажди, Малесија. Тој бил еден од ретките учени луѓе од овој крај во неговото време. Бил учесник во Илинденското востание, а од 1912 година работел како учител во селото Жбажди, а својата просветна работа ја продолжил во Охрид и Охридско. Денес здруженијето брои околу 11.000 пензионери. Во организација на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, во кој припаѓа и Сдруженијето на пензионери за Охрид и Гебарца, секоја година се одржуваат 8 фолклорни ревии во 8 региони во земјата, фолклорна ревија на ниво на Република Македонија, 8 регионални спортски надпревари, каде домаќини се 8 различни градови и спортска пензионерска олимпијада. Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија има свое печатено гласило, весникот Пензионер Плюс, кое е официјално гласило на Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија и се дистрибуира до Сдруженијата на пензионери во сите градови на Македонија. Весникот има информативен, едукативен и забавен карактер. Во него се поместени информации од животот на пензионерите, информации и написи за нивните проблеми и постигања, написи од нивниот културен, забавен и спортски живот, информации за активностите на Сдруженијата. Весникот се печати на 16 страници, а излегува во 6000 примероци, со тенденција овој број да се зголеми заради големиот интерес од страна на пензионерите. Весникот е наменет за пензионерите и оние кои тоа ќе станат наскоро
како и за другата читателска публика, а за пензионерските семејства е бесплатен. Почитувани мои, предлагам дел од прославата на 73 годишнината од постоењето на Сојузот на Сдруженијето на пензионери за Охрид и Дебрца да проследите во продолжение на оваа репортажа. Поздрав до сите присутни пензионери, членови на Сдруженијето на пензионери Охрид и Дебрца. Посебен поздрав и благодарност за присуството на гостите. Господјата Станка Трајкова, председател на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. Господинот Мендук Чоку, заменик председател на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. Господинот Зоран Ногачевски, градоначалник на општина Дебрца. Господја Ана Крстеска, заменик градоначалник на општина Охрид. Делегацијата на Сдруженијето на пензионери Аеродром Солидарно Скопје, начело со господин Никола Марковски. Делегацијата на Сдруженијето на пензионери од Врање, Република Србија, начело со господинот Стојче Павловиќ. Делегацијата на Црвениот крст, Сдруженијето на инвалиди на трудот и делегацијата на Сдруженијето на ветерани од одбраната и безбедноста. Оваа година Сдруженијето на пензионери Охрид и Дебрца прославува 74 години од своето постоење, а Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија прославува 78 години од своето постоење. Во својот развој низ минатите години, овие пензионерски асоциации прерастава на масовни, најактивни, невладини, мултиетнички, граѓански асоциации со значајна улога во општественото живење во државата. Зачуваните архивски документи кажуваат дека Сдруженијето на пензионери за Охридската околија официјално е формирано на првото годишно собрание одржано во јуни 1950 година. Прв председател на Сдруженијето бил Киро Илоски. Во почетните години од своето постоење, пензионерската организација действувала во рамките на Општинскиот синдикален совет, а потоа се издвојува како самостојна организација во која доброволно членуваат пензионери и во незините рамки ги остваруваат своите права и активности на општинско ниво, како и во координација со Републичката пензионерска организација. Денес Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца дејства врз основа на Законот на Сдруженија и фундации, дејствува како невладина мултиетничка организација организирана врз база на свој статут со органи на управување предвидени во статутот. Во Сдруженијето денес врз доброволна основа членуваат 11.700 старосни и семејни пензионери. Цели на Сдруженијето се заштита и напредување на правата и интересите на корисниците на пензија, поквалитетна здравствена заштита и унапредување на културните, спортските и комунитарните потреби на пензионерите, активности кои придонесуваат за активно старење на луѓето од трето доба. Денес како најголем предизвик на пензионерското сдружение и активност на органите како на општинските, така и на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија представува борбата за обезбедување на повисоки пензии, за да може да се обезбеди подостоинствен пензионерски живот. Во тој контекст ја поздравуваме одлуката на владата за линеарно зголемување на пензиите 2500 денари во септември и 2500 денари во март идната година, со што минималната пензија ќе се подигне на повисоко ниво.
Би сакал овде да укажам дека владата и во иднина мора да изнајде други законски решенија кои ќе го запрат на долниот тренд на односот помеѓу просечната пензија и просечната плата во државата. Како здружение секогаш сме укажувале од потребата за изградба на старски дом, но во исто време и потребата од законски решенија за субвенционирање на престојот во приватните пензионерски домови од причини што ретко има пензионер кој со својата пензија може да ги покрие цените во домовите. Како здружение секако ја поздравуваме и одлуката за проширување на позитивната листа на лекови со укажување дека таа и понатака треба да се проширува, затоа што најголем корисник на лекови се секако пензионерите и добар дел од својата пензија го трошат за купување на лекови. Како здружение на пензионери Охрид и Дебрца се трудиме на нашите членови да им обезбедиме активно старење преку учество на што поголем број на пензионери во организираните културни и спортски манифестации како од наша страна, така и од Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија. Оваа година Сдружението на полето на културата организира дочек на Нова година, Стара Нова година и прослава по повод 8 март, денот на жената. Културно-уметничкото друштво Далги учествуваше на 14-та поред регионална ревија на музика, песна и игра во село Лабуништа во организација на Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија и како првопласирано здружение учествувавме на 14-та републичка ревија на музика, песна и игра која се одржа на 8 јуни во Домот на Арама во Скопје. На сцената на преполнетата сала од Домот на Арама, членовите на културно-уметничкото друштво Далги на одличен начин ги презентираа фолклорните традиции на Охрид на достоинствен начин и со долготраен аплауз беа поздравени публиката присутна на ова престижна манифестација каде своје учество има 26 здруженија. Културно-уметничкото друштво Далги учествуваше и на повеќе културни манифестации во организација на културните работници од Охрид, каде одлично го представува Сдружението на пензионери Охрид и Дебрца. На културен план значајно место завземаат еднодневните излети на сите пензионери кои сакаат да прошетаат и ова година до овој момент еднодневни излети организираат 10 местни одбори, а во месеците септември и октомври ќе организираат и другите 11 местни одбори. На спортски план, Сдружението на пензионери Охрид и Дебрца низ годините постигнува резултати за почит, освојувајќи многу први места како на регионалните, така и на републичките спортски манифестации организирани од страна на Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија. Собственици сме на 2 трајни пекари за освоено прво место во севкупен пласман на републичките спортски манифестации 3 години поред во 2 наврати. Оваа година учествувавме на 28-та регионална спортска манифестација која се за 8-миот регион која се одржа во Вевчани и постигнавме одлични резултати, освојувајќи 11 први места од 22 можни. Спортистите кои постигна најдобар резултат, прво место на регионалната манифестација, ќе се надпреваруваат на 28-та републичка спортска манифестација која ќе се одржи на 10 септември во Скопје. Други позначајни активности на Сдружението се хуманитарните активности во организација на активот на жени и Комисијата за здравство со поделба на хуманитарни пакети, посета на изнемоштени, болни и разни предавања од областа на здравството. Значајно да се спомене дека преку клубот на пензионери кој функционира како посебно правно лице, основано од Сдружението на пензионери, повеќе години и ова година пензионерите беа снабдени со огромно дрво, како и месо и место производи за великденските празници со можност за плаќање на рати. На крајот би сакал да истакнам дека имаме одлична соработка со општина Охрид и општина Дебрца.
Ова година општина Охрид финансиски ги помогна културните и спортските активности на Сдружението, а општина Дебрца го финансира превозот до оваа манифестација, за што и на двете општини од срце им благодариме. Соработката со Црвениот крст се одвива на полето на заедничка организација на разни предавања од областа на здравството. Секако значајно да се спомене и соработката со Сдружението на пензионери Аеродром Скопје, Сдружението на пензионери од Врање, Република Србија и Организацијата на пензионери од Поградец, Албанија. На крај, би сакал од срце да му се заблагодарам на црковниот одбор од овој преубав манастир, начело со Милчо Јосиповски, за можноста што ни ја пружа да се собереме во овој голем број и за целокупниот труд кој го вложуваат во организација на оваа средба, а на сите присутни да ви посакам денешниот ден да го поминете во убаво расположение. Благодарам. Почитувани присутни, што можам да кажам јас после ова обраќање на председателот на Сдружението на пензионери од Охрид, кој навистина ви даде едно целосно согледување на улогата на Сдружението и значењето на овој настан. Но како и да е, сепак, нели, вие заслужувате и јас како председател на Сојузот на Сдружение на пензионерите на Македонија да ви се обратам и забележувам дека од мојата лева страна навистина е напишано одбележување на 78 години од постоење на Сојузот на Сдружение на пензионерите на Македонија, а јас би рекла на пензионерското организирање, а 74 години од формирањето на Сдружението на пензионери од Охрид. Сето тоа е за почит, бидејќи се работи за еден многу долг период на постоење на пензионерското организирање, кое што пред се има за задача да ја заштитува и да ја брани пензионерската популација. Денеска го поздравувам, се разбира, председателот на Сдружението Васил Марковски, председателот на Собранието на Сдружението Ристе Трајковски, председателот на огранокот на Дебарца, кој што исто така треба денеска да биде горд за овој настан што тука се случува. А посебен поздрав упатувам и до градоначалникот на општина Дебарца, кој што најде време денеска да биде со нас пензионерите. Исто така, а посебен поздрав упатувам и до поранешниот председател на Сдружението на пензионери од Охрид Ѓорги Трпчевски, кој што исто така верувам дека се вградил во пензионерското здружение, а и дека резултат на континуитет на одржување на оваа средба сепак заслуга има тој и неговите поранешни соработници. Листата на поздравување навистина е долга, но сепак не треба да пропуштам да го и јас поздравам присуството на Стојче Павлович од Врање, како председател на тоа здружение и член на извршниот одбор на Сојузот на пензионерите на Србија, со кој сојуз во тек е подпишување на меморандум за соработка меѓу Сојузот, значи, на Македонија и Сојузот на Република Србија. Верувам дека тоа ќе се случи до крајот на октомври и ќе биде доставен до сите здруженија на пензионери. Значи, денеска вклучуваме и меѓународен елемент на овој наш собир како пензионерска средба.
сега на крајот да кажам и тоа, дека со мене денеска е и подпредседателот на Сојузот, на извршниот одбор на Сојузот, ментор Ѓоку, кој што исто така, заедно со мене, сме дел од овој многу убав настан. Почитувани пензионери, почитувани присутни, почитувани гости, не можам да не кажам дека патувајќи наваму и еве пристигнувајќи тука, во овој амбиент, јас имав едно посебно чувство и филинг и сум имала право дека ова е еден прекрасен манастирски амбиент кој што влева мир, спокој и сигурност. Највозрастните играорци, пензионерите од Охрид. Денес тие ќе се представат со дел од својата етна програма. Највозрастниот соло пејач Димко Цацановски ќе исполни легендарната песна "Деј ги луди млади години, летнавте како сиви галоби". Пеачкото трио Славна Дебарца, Прензовски, Јоновска, Велјановски ќе ги исполни изворните песни за Дебарца, Гори Балкана и Девојченце, девојченце. Музичката придружба Змејковски на гајда и Ристески на тапан. Фолклорниот состав ќе го исполни сплетот со етно песни и ора на сред село. Песните, ората и сценската изведба се по избор на хореографот професор Ристо Трајковски.
Можете сите да ви кажам. Ергените завојчани никако не сакаат да ја дадат убавата Златана за невеста во друго село. Ама ние, опенчаните, и што ги кандисавне и им ја зедовне за славата наша. Ајде, дајте да се напиеме. Ајде да се напиеме. Ајде, и за помали. Ajde za mnom. Ohoho, preblago Vincevo. Ама кроце по кроце.
И оставам пензионерите од Сдруженијето на пензионери за Охрид и Дебарца да си го прослават својот јубилеј, шаде Господ здравие и долг живот да им даде, а ние пак ќе доđеме оде во Дебарца, да ги посетиме и другите мештани во славна Дебарца, за да ги раскажат недораскажаните приказни за историското битисување на оваа регија. Cezar